евроинтеграции, господин Венко Филипче, Ваша екселенцијо, амбасадор на Шведска, господин Солстром, Ваша екселенцијо, заменик амбасадорка на Швајцарија, господја Харари, драг и уважен пријател на Македонија, господин Дробњак, почитувани колеги пратенички и пратеници, почитувани представници на академската заедница, драги пријатели. Кога денес зборуваме за проширувањето на Европската Унија, мислам дека треба да бидеме искрени и кон себе и кон Европа. Ова повеќе не е само административен процес, не е само отворање или затворање на поглавја, ниту пак е обична политика на условувања. Во свет кој драматично се менува, проширувањето станува прашање на европска безбедност, на политичка зрелост и на способноста на Европа да опстане како сериозен глобален чинител. Долго време се однесувавме како геополитиката да е нешто што се случува некаде далеко од нас. Меѓутоа, војната во Украина, кризите што се отворија на повеќе континенти, економските и енергетските потреси, како и новото позиционирање на големите сили, покажаат дека Европа повеќе не може да си дозволи политички празнини во сопствениот двор. Токму затоа мислам дека денес не разговараме само за иднината на Западен Балкан. Разговараме за иднината на Европа. Без Западниот Балкан, европската политичка и безбедносна архитектура останува недовршена. Тоа не е само балканско прашање, туку суштинско европско прашање. Зашто секогаш кога Европа се двоумела околу Балканот, просторот го пополнувале други влијанија, други интереси и други агенти. Историјата не учи дека геополитички вакуум не постои. Ако не сте присутни политички, економски и вредносно, тогаш некој друг ќе биде присутен. И затоа интеграцијата на регионот треба да се разбере како превентивна политика, а не како реакција по нова криза. Но истовремено, ако сакаме искрено да зборуваме за европската иднина на регионот, мора да зборуваме и за кризата на кредибилитетот на самиот процес на проширувањето. Зашто да се разбереме, не е проблем само во реформите на државите кандидати, постои проблем во недостигот на конзистентност во самата европска политика. Постои проблем и во се почестата билатерализација на овој процес. А тоа, ќе се согласиме сите, е еден опасен процес. Европската Унија е создадена како мировен и како вредносен проект. Како заедница заснована врз право, принципи и еднаквост. Ако процесот на проширување се претвори во можност за наметнување историски интерпретации, идентитетски условувања или национални блокади, тогаш полека се напушта европскиот принцип на еднаквост меѓу народите. Ние не смееме да дозволиме европската интеграција да стане процес во кој за јазикот, идентитетот, културата и историското чувство на еден народ ќе се преговара на политички начин. Не затоа што некој бара привилегии, туку затоа што постојат прашања што се надвор од доменот на политичките условувања. Копенхашките критериуми се јасни. Демократија, владење на правото, човекови права, институционален капацитет. Ако некоја држава не ги исполнува тие стандарди, тогаш сосема е легитимно да биде критикувана или блокирана. Но кога критериумите стануваат подвижни, кога се менуваат зависно од политичкиот моментум или од билатералните односи, тогаш се губи довербата во процесот. А довербата е суштинска за секоја една политичка заедница. Ние во изминатите децении покажавме сериозен реформски капацитет. Донесовме тешки одлуки, честопати и длабоко непопуларни. Правевме компромиси со уверување дека европската перспектива е реална и достижна. И затоа денес кај граѓаните постои чувство дека процесот предолго трае, дека правилата не се секогаш исти за сите и дека политичката волја во Европската Унија честопати е послаба од декларативната поддршка што ја слушаме. Тоа чувство не смее да се потцени.
Зашто кога европската перспектива слабее, тогаш расте просторот за евроскептицизам, за разочараност и за влијанија кои не секогаш се во согласност со европските вредности и интереси. Од тука, мислам дека денес Европа се наоѓа пред сериозен историски исчекор. Дали ќе продолжи да го третира Западниот Балкан како периферија што постојано треба да чека или конечно ќе покаже политичка зрелост и ќе го доврши процесот на европското обединување. Зашто да не заборавиме, идејата за Европа отсекогаш била идеја за надминување на поделбите, за создавање политичка заедница во која различностите нема да бидат причина за конфликти, туку основа за взаемно почитување. Верувам дека следното проширување ќе биде едно од најважните во историјата на Европската Унија. Но тоа проширување мора да биде праведно, предвидливо и засновано врз принципи. Не врз импровизации, не врз политички калкулации и не врз билатерални условувања што немаат допирна точка со европското право. Остануваме посветени на европскиот пат, не затоа што тоа е единствена политичка формула, туку затоа што искрено веруваме во вредностите врз кои Европа е создадена. Веруваме во демократијата, во владењето на правото, во достоинството на народите и во еднаквоста. Но очекуваме дека и Европа мора повторно да поверува во сопствените принципи, зашто проширувањето денес не е само техничко прашање. Тоа е прашање на визија, на кредибилитет и на еднината на европскиот континент. Ви благодарам.